Вториот човек на владата разочаран што Македонија се надевала на помош од Европската унија за добивањето вакцини. Првиот вице-премиер Артан Груби жали што не направиле повеќе самостојно, бидејќи првиот чекале Европската унија да ни помогне за вакцини, што до сега не се случи. Македонија засега има добиено само 11.000 вакцини, не е доволно да се вакцинираат ниту здравствените работници. Сметам дека можевме да направиме многу повеќе, но сите заеднички се надевавме во духот на солидарноста на Европската унија и дека во тој дух во кој што ние веруваме, дека таму сме еднакви, правични со другите членки на на Европската унија, сепак не испадна така да треба да се обидеме со наши напори, затоа тоа го правиме. Иако вели дека на еден начин се насанкале, сепак смета дека никаде не сгрешиле, жали поради тоа што Европската унија била несолидарна, а промовираше нов поим вакционационализам. Владата воопшто не сгрешила во своите напори и во желбата да се обезбедат вакцини. Верувајте, на секоја седница на влада пред точка е обезбедувањето на вакцините, но како што гледаме има еден вакцинонационализам, ако може така да го наречам, и посебно огромно отсуство на солидарност од поголемите држави кон помалите држави. Дека Македонија има проблеми со набавката на вакцини, вели шефот на државата Стево Пендаровски. Вели дека пред Нова година имал состанок со висок менаџер на Pfizer, каде било кажано дека Македонија во тој момент не била држава со која компанијата ќе преговара. Разговорот брзо заврши, бидејќи рекоа во овој момент имаме неверојатна навалица на држави, огромни со стотици, со милијарди луѓе потенцијални купувачи и консументи, така што во овој момент вели деловната политика на фирмата, тој момент пред Нова година, на тоа ниво со кој разговаравме, беше прилично високо менаџерско ниво, не е да разговара со држави кои имаат помалку од 2 милиони жители. Она што е малку чудно, разговорот на Пендаровски каде Pfizer не е заинтересиран да преговара со Македонија е пред новата година, а владата пак на 4 јануари соопшти дека постигнале договор со Pfizer. Премиерот дури се пофали дека од нив ке сме добиеле 800.000 вакцини, од кои засега нема ништо. За оваа ситуација на социјалните мрежи реагираше лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Кој повеќе лаже, премиерот или председателот? Факт е дека Македонија освен неколкуте илјади донирани, уште не виде ниту една вакцина од било кој произведувач. Оставка на неспособната влада. Премиерот Заев најави дека Македонија договорила вкупно 2.300.000 вакцини, од кои засега имаме само 11.000, а кога ќе имаме доволен број дози за масовна вакцинација, денеска не знаеше Артан Груби, само изрази надежда дека такво нешто ќе се случило летово.